Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа подкаст епизода ќе ти представам 3 совета кои ќе ти помогнат подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Советите ќе ти помогнат да не се блокираш следниот пат кога треба да зборуваш на македонски. Првиот совет кој ќе ти го дадам е немој брзо да зборуваш. Оно што сакам да ти кажам е да не зборуваш многу брзо. Секако дека ова е моментално решение за ситуации кога сме под стрес и треба да зборуваме нешто на странски јазик. Тогаш несвесно го забрзуваме зборувањето. Ова се случува кога започнуваш да го зборуваш, усовршуваш македонскиот јазик. Кога немаме самодоверба и кога не сме сигурни во зборувањето на некој странски јазик, чувствуваме трема и гласот почнува да ни трепери. Тоа е одговор на нашиот мозок и на нашето тело. Тогаш гласните жици ни се стеснуваат и гласот ни станува пискар. Затоа, мој совет е кога ќе се најдеш во слична ситуација, полека е да зборуваш. Може би ќе ти биде тешко во моментот тоа да го изведеш, но те охрабрувам ова да го пробаш. Ќе ја видиш разликата. Дај си време да застанеш и повторно да продолжиш со зборувањето. Оваа вежба, односно овој совет ќе ти даде доволно време да ја смислиш следната реченица. Вториот совет кој сакам да ти го представам се вика диши доволно. Тој ти представува тој е многу едноставен совет и се однесува на тоа да дишиш доволно и добро. Дај си доволно време да дишиш добро и доволно кога треба да зборуваш на македонски. Овој совет е сличен и во некоја смисла и се поистоветува и се поклопува со претходниот совет. Кога имаш трема, а би требало да зборуваш на некој странски јазик, секако дека ќе се случи да се збуниш. Обиди се да дишиш доволно. Обиди се да дишиш полека кога треба да зборуваш на македонски. Оваа навика ќе ти даде или совет ќе ти даде доволно свеж воздух да застанеш и да размислиш. Може би малку ќе зборуваш споро, но ќе се смириш. Длабоково дишење малку ќе те смири и ќе ти даде време малку да застанеш, да вдишеш воздух и да продолжиш. Ќе ти се смири и гласот и пулсот. И на тој начин тоа ќе се види во твоето зборување. И третиот совет кој сакам да ти го дам е што да правиш кога ти недостасува некој збор. Третиот совет во оваа подкаст епизода се однесува на тоа што да правиш кога ти недостасува некој збор. Ова не треба сигурно да го правиш, она што не треба сигурно да го правиш е да застанеш и да не зборуваш. Ако имаш некој соговорник во близина, побарај помош. Прашај го или прашај ја да ти помогне. На кој начин можеш да го кажеш тоа што го мислиш или кој збор е најблизок на зборот што го бараш. Потоа, можеш да се обидеш тоа да го кажеш поинаку, со други зборови. Знам дека ти звучи чудно, тешко и невозможно, но обиди се со твои зборови да објасниш тоа што сакаш да кажеш. Ти на тој начин го вежбаш македонскиот јазик. Вежбаш како подобро да се снајдеш во дадена ситуација и како да го подобриш твоето зборување. Ти предлагам ова да го замислиш како една игра. Односно, еден начин на кој ќе можеш да ја пренесеш твојата идеја на поинаков начин. Начин на кој ќе ги кажеш твоите мисли, идеи и видување на дадената ситуација. Ова е една пократка подкаст епизода во која ќе слушнеш конкретни совети како да го подобриш твоето зборување на македонскиот јазик уште денеска. Секако дека ова можеш да го практикуваш и на било кој друг јазик кој го усовршуваш во моментот, доколку пак сакаш уште денеска да зборуваш
македонски со жив човек, закажи ја твојата прва бесплатна консултација. Таа ќе ми овозможи да те запознавам подобро и ќе можеш да ми кажеш што во моментот најмногу ти представува предизвик кога е македонскиот јазик во прашање. Се радувам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.